Општина Кавалци подолго време работи на проект за дигитализација, односно за виртуелно да може секој еден добронамерник и потенцијален турист во Кавадарци да направи обиколка и прошетка на виртуелен начин. Тоа значи дека сите културни аспекти во делот на градот, сите верски објекти, сите значителни објекти и целокупниот град е со мапиран и дигитално е обработен во дигитална версија. До сега сме во прилично завршна фаза. Првата фаза од дигитализацијата веќе ја имаме, така да во делот на секторот од туризам, господин Крсте, кој што не е задолжен, ќе ви објасни понатаки во делот на самото мапирање и на виртуелниот маркетинг и виртуелната прошетка за општина Кавалци, која што сме меѓу првите општини во Република Македонија со дигитализација. Со ова очекуваме да имаме привлекување на повеќе странски туристи, на потенцијални туристи, меѓутоа интересот да биде на повисоко ниво, поготово во развојот на винскиот туризам, винските регати и самото винарство. Првата фаза на проектот беше да се направи детално заштитување на културно-историското наследство кое што го има општина Кавадарци, пред се на верските објекти кои се некаде над 80 и културно-историските споменици кои што ги има на територијата на општина Кавадарци. Јас би кажал само дел од нештата кои што се предвидени со самиот проект, односно би спомнал дека 3D виртуелниот музеј на културно наследство ќе им овозможи на сите оние кои што сакаат, имаат намера или по било кој основ се затекнат во општина Кавадарци да можат од комфортот на својот дом да ги погледнат овие културно-историски споменици и во делот на нивната заинтересираност ги посетат. Модерниот турист повеќе не верува на фотографии, не верува на китени места, не верува на нешто кое што му би предизвикало да кај него се појави вау ефектот, туку сака да го види реално како даденото место или објект изгледа во реалност. Именно 3D технологијата го нуди ја нуди таа можност, со што ја дава реалната слика на самиот објект. При почнување на самиот проект, идејата беше само да се заштити културното наследство. Значи, но како времето одминуваше понатаму, како ние едноставно економски почнавме да бидеме помеѓу лидерите во Македонија согласно GDP-то по град, се установи дека треба едноставно да направиме нешто кое што ќе не покаже пред светот, односно ќе се покажеме пред светот и ќе бидеме видливи за останатиот дел од светот преку можностите кои ги нуди дигиталната технологија.